Токму од оваа кујна за многу скоро ќе го погледнеме сите заеднички и оброкот на денот. Денеска ви ја најавувам Кристи Рейчел Трајковски, една позната филипинка која што веќе години наназад живее во Македонија. Она што одлучивме да го подготвиме заеднички е еден филипински десерт хало-хало. Кате, ако остане, со оглед на тоа што е сладолед во прашање, ќе има и за тебе и за Наум. Ама затоа ќе треба малку да побрзаш назад кон Телма, затоа што многу е вкусен. Предпоставувам дека ќе биде превкусен и дека ќе биде баш борба за истиот. Кате, дали ме слушаш? Веројатно ти ќе си се снајдеш кога се сладоледите во прашање на друг начин, можеби? Чувај, сигурно доаѓаме. Да, за добри десерти или рецепти секогаш е, нели, побарувачката многу голема. Како и да е, тоа ќе го ставиме настрана, бидејќи за многу скоро ќе го стартуваме тој разговор токму од оваа денешна наша кујна. Она што имаме заеднички да го споделиме со гледачите, со публиката на Утринска на Телма е секако годишниот концерт на Битрикс, малку танц во продолжение. Тие се подготвуваат, ако не се лажам, вечерва е главното случување. Така е, да. Битрикс културен центар, Ивана Балабанова ни стигна навреме за ова линковско вклучување. Нели, тука сме пред МКЦ, ова е центарот на случувањето вечерва, годишен концерт. Беше Ивана Балабанова некаде во декември, најавивме ние дека тие слават 10 години, нели? Овој концерт е некако заокружување на таа десетка во однос на училишните години, како велиме, нели? Во однос на тоа што се изнедри или што се излезе како танчери, токму таму од Битрикс културниот центар. Дали сте подготвени? Мора да бидеме подготвени. Здраво, Кате, и ви благодарам на сите што ја сум повторно дел од вашава емисија. Да, како што каже и самата, со овој концерт на некој начин ги заокружуваме тие 10 години постоење на Битрикс, односно 10 школски години, официјалниот роден ден е во декември. И да, срекни сме, подготвени сме дефинитивно, концертите ни се секогаш едни од најпрекрасните моменти на сцена заедно, така да. Колку групи ќе настапат вечерва? Дали ќе тоа биде отворено не само за оние родители, деца, нели кои што се дел и учесници или се дел од културниот центар Битрикс, туку и воопшто надвор од тоа, нели? Јас, на пример, можам ли да дојдам вечерва на концерт? Така, секако дека да. Мислам, нашите концерти и настани се секогаш отворени за публика, со тоа што има доста родители кои си купуваат навремено карти и нема секогаш доволен број на карти. Најчесто тоа не е проблемот, меѓутоа секако секогаш се отворени за да дојде кој сака. И имаме публика од различни страни, што ми е многу интересно, бидејќи сепак годишен концерт како концерт на танцово студио е нели нешто повеќе поврзано со родителите, роднините на учесниците. Меѓутоа многу често имаме гости од надвор, што ми е навистина драго. И моја Јана беше дел од Битрикс и знам дека навистина се подготвувате темално, како да кажам, за овие годишни концерти, си задавате некакви теми. Таа година беше навистина дел за плачење, дел за смеење и така натаму се имаше и солзи, радосници и оние другите. Како сега? Дали има некоја тема на која што се подготвувавте? Како одеше се? За овој концерт немаме конкретна тема. Многу често и годишните концерти така ги правиме, сакаме да презентираме сето она што сме го сработеле во текот на годината, така да ќе се представат многу точки, околу 25 со различни тематики секоја од нив и различни танцови стилови. Оваа година вклучивме всушност и можност за некои од дечињата кои што веќе подолго време се во центарот да пробаат да направат и сами кореографии, така да ќе видиме како ќе биде и тоа. Се радувам да ги погледнам искрено, бидејќи од она што дзирна во сала беше супер. Така е, да. Кога сме кај Битрикс, јас веќе слушам одат инсерти на тоа што прави Битрикс овие 10 години. Најдов, нели, моја беше проценката да најдам неколку ваши видеа. Кога се подготвува такво нешто, е секогаш специфично за тоа колку време всушност треба за подготовка на едно такво видео, на пример од оние што ги гледаме. На пример, ако е зададена тема, како да речеме учествува во некоја рекламна кампања, тогаш е веројатно и полесно и за вас, нели, како учесници. Но ако ти си ја задаваш темата или некој од луѓето кои што се инструктори или кои што се танчери, нели, па предаваат танц тамо во Битрикс, тогаш е поспецифично. Така повеќе внимание треба или да се избере простор, каде, што и така натаму. Да, за среќа секогаш сме имале многу добри соработници. Тука морам да ги поздравам Марзан продукција и Тон Бандиц, кои што секогаш ни помагале во логистичките аспекти на подготовката на едно танцово видео и проект.
Меѓутоа зависи од проект до проект, би рекла. Не значи дека доколку работиш на рекламна кампања дека би било полесно. Напротив, сметам дека таму е можеби предизвикот поголем, бидејќи многу пати уметничкиот директор треба да постави целата структура, односно режиски на некој начин да се постави во сето тоа, иако има де факто друг режисер позади камерата и кој што го планира самиот процес на снимање. Меѓутоа, танцот како таков кога е вклучен во било каков проект има и своја драматургија, така што не би рекла дека е полесно. Меѓутоа зависи од проект. Секако некогаш ни доаѓаат со комплетно спремна скрипта, додека пак некогаш оставаат на нас да размислиме за сите можни аспекти и да го подготвиме сами парчето. Кое е некое парче за кое што вака ви паѓа прво на памет, Ивана, како некое парче на кое што најмногу сте се вложиле сите? Тоа е тешко прашање. Секогаш се вложуваме многу, бидејќи кога се нафаќаме на некоја работа, се трудиме да бидеме максимално професионални во сето тоа, иако работиме со млади деца и со аматери и полупрофесионалци во сферата. Меѓутоа, еве како едни од најубавите искуства, ако можам да ги наречам, дефинитивно би била рекламата која што снимавме со Ајден, така што тоа беше една огромна кампања на која што работевме заедно и исто така проектите кои ги снимавме со УНИЦЕФ. Би можела да ги истакнам како така поубави искуства, особено за тоа што и позади нив стои голема логистика, нели огромен тим кој што работи на сето тоа. Кога имам некој уметник до мене, секако е прашањето дали може полесно да се диша, дали после коронава може да ги кажете, собравте ли доволно инспирација во ова си што ни се случуваше како 2 години по дома, како стојат работите, што ќе им кажете сега, што има ново во светот на танцот? Баш вчера размислував за ова, доаѓам на кај студио и си ја гледам нели предниот дел тука каде што имаме масички столчиња и си велам, леле, сум заборавила што значи младите да седат и да се задржуваат во овој простор, бидејќи пред короната буквално децата не си одеа дома. Завршува часот, тие седат надвор, па пречекуваат следна група, И сега баш пред неколку дена приметив дека пак си се тука, орбитираат во тој дел и си велам колку е убаво и колку навистина ни фалело тоа, бидејќи како и за сите уметнички дисциплини, особено оние кои што се колективни, како танц, театар, не е само она што се случува во салата значено, туку и она што се случува по завршувањето на пробите. Односно, можеби и тој дел дури позначаен во смисла на градењето на тимот и на врските помеѓу луѓето во тимот. И можам да кажам дека од тој аспект навистина недостасуваше, да речем, таа блискост и поврзаност помеѓу луѓето. Меѓутоа, од друга страна, веќе чувствувам дека полека вртоглаво навлегуваме во механиката на нештата и дека не вовлекува системот, нели, под своји пазови и не можам да кажам дека мене лично тоа многу ми се допаѓа, бидејќи тоа е еквивалентно на квантитет наместо квалитет. Се трудиме да работиме и да се стишуваме и ние самите, бидејќи нели и самата конкуренција и самото време и самите постојаното случување сега веќе на настане, бидејќи наеднаш луѓето удрија на работа, веќе и нас не уморува и се трудиме да селектираме правилно според тоа што навистина би имало бенефити за децата, затоа што не е по секоја цена нели се да се сработи. Така да ќе видиме. Да. Што ќе видиме од септември? Што може да очекуваме од Битрикс културниот центар? Па секако, не ни бегаат нашите редовни фестивалот Битрикс танцова лига, проектот Битрикс Specials. Од следната година, ево од сега е прво кај вас ке најавам, имаме еден многу интересен проект кој што ќе го работиме со швајцарската амбасада, за кој нема да зборувам многу, меѓутоа ќе биде доста голем и интересен проект и секако постојано работиме на тоа да изнаоѓаме нови можности за пласирање на она што го работат децата. Се надеваме дека следна година ќе успееме да отидеме повторно во Пореч на светското првенство. Тоа не е еден од плановите, меѓутоа отом потом, бидејќи расте цената на горивото. Така што да, меѓутоа во секој случај не застанувам, имаме многу идеи, полека го подготвувам новиот тим да почне да реализира своји идеи, бидејќи една од философиите на Битрикс е тоа не само да се изградат како танчари, туку и како целокупни лидери, менаџери, да кажам активисти, ако може да се рече во танцот, кои што ќе делуваат проактивно за танцовата сцена. Веќе има идеи на повидок, да видиме кој како ќе ги реализира. Јас тоа чекам. Супер, да. И за крај само да ги поканиме сите оние кои што можеби добро сакаат да го испланираат денов, не знам дали ќе има уште карти, тоа не знаеме, Ивана, или можеби знаеме дали има некоја карта повеќе, кога почнува концертот, тоа сме должни да кажеме само.
Почнува во 8 часот во Кино Фросина. Онлайн може да се провери на страната на МКЦ дали има се уште карти. Вчера кога проверив, немаш уште доста останато, меѓутоа можеби ќе се најде некој. Има срикли. Ивана Балабанова, благодарам и се надевам супер концерт вечер и секако се гледаме први да кажеме за она што ни го кажавте како нов проект Швајцарската амбасада и нешто за што нели само ни начнавте, но тука ќе бидеме на лице место да видиме што ќе се случува и од септември. Секако, а вие Бујрум вечерна годишен концерт на Битрикс културен центар 20 часот Кино Фросина на МКЦ ќе си видите дали има се уште карти.